15 икони работени на ореово, липово дрво и медија пан со акрилни бои се дел од изложбата Иконописот, коренот на македонското сликарство на младата уметница Славица Танеска, која е поставена во галеријата Кора во Скопје. Љубовта кон уметноста е уште од најрана возраст кај мене. Јас започнав да работам уште од своето детство. Имено на некоја 11 годишна возраст бев учесник на детските рацинови средби, каде што отидов случајно всушност и го освоив првото место. Иако бев најмлад учесник, бев единствена од 5 одделенија и освоив прво место. Од тогаш непрекинато почнав да работам и да творам, така што на 12 години на мојот роден ден ја отворив првата самостојна изложба во Центарот за култура Григор Прегличев во Охрид и ја отворив познатиот ликовен уметник Славко Бевче. Од тогаш 15 години навака имам активно творештво. До сега се реализирани 11 самостојни изложби, учество на 73 групни изложби, меѓународни имам колонии учествувано, последно бев во Словенија, во Италија, во Франција, така што постојано, активно и работно. Школувањето најпрво се школува во Охрид, го завршив основното училиште, меѓутоа, бидејќи имаме само едно средно уметничко училиште, а тоа е во Скопје, бев принудена да дојдам во Скопје да се школувам. Можам да истакнам дека во средното уметничко и најмногу научив за сликарството и за уметноста, каде што изучувавме таму од класични техники, од цртеж, од сликарство, сите техники. Понатаму изучувавме да работиме икони, изучувавме мозаик, значи разни техники, така да тоа беше една многу силна подлога за мене да продолжам на факултет. На факултет завршив како студент на генерација со признание од ректоратот на УКИМ, а понатаму во рекорден рок и магистрирав со просек 10.00 и од тогаш сум официјално магистар по сликарство и уште повеќе се нижа успеси и работа. Владам скоро сите, да речам, техники за сликарство. Омилена стално ја кажувам дека ми е акварел. Учествував и во Арапските Емирати на фестивал за акварел, што беше голем дострел за мене во 2017 година. Имав и неколку самостојни изложби посебно за акварелот и кажувам секогаш дека е и најтешка техника, бидејќи нема корекции и поправки во таа техника. Меѓутоа работам акрил, работам масло, работам мозаици, буквално се што нуди сликарството, нуди безброј работи. Тематски не сум врзана за една тема, туку менувам. Тоа е исто интересно кај мене. Значи, од портрети, пейсажи до некои по-концептуални дела, инсталации, понатаму символични дела, каде што врзувам повеќе елементи за да добиеме некоја символика. Меѓутоа, во Словенија бев оваа година, како што напомнав, и таму еден од организаторите, кога требаше да ме опише мене со еден збор, рече дека тој еден збор е идентитет. И јас мислам дека тоа се провлекува. Македонското низ сите дела, иако не се сите конкретно, меѓутоа се гледа тоа влијание на македонската традиција во сите, колку и да се современи. Уметник најтешкото прашање кое ќе прашаат од каде му е инспирацијата. Павло Пикасо велел, инспирација постои, ама треба да те најде на работа. Значи, ако работиш, таа веројатно од некаде ќе дојде, ќе се мушне и ќе направиш нешто многу добро или одлично или генијално, меѓутоа доколку не работи уметникот постојано, не може да има инспирација. Јас затоа секогаш во ташната си носам барем минимум едно тефтерче и еден молив за скицирање, ако не и повеќе. Секогаш ми се смеат пријателите зошто си толку натоварена. Не знам каде ќе ми дојде инспирацијата, така да каде и додам, дали во македонските села, да ги сликам, дали на некој настан, дури да чекам во редица со луѓе, имам инспирација да ги цртам. Моите дела, пред се на самостојните изложби може да се погледнат, каде што и најмногу се презентирам. Социјални мрежи, нормално дека тоа е денеска актуелно да не има и таму. На многу групни изложби исто така, биеналиња. Можам да истакнам дека бев на Остин биенале во 2016 представник, на биенале на млади, меѓународно, во списанија за уметност. Сега имав покана од Словенија, списание за уметност кој што сака да извести за мене и да објави 10 мои дела, така да се трудиме секаде да не има. Ова е моја книга која што имам издадена,
траги на времето и ја издадов кога завршив средно уметничко училиште. И тоа баш и се бајлево го размислував, многу е добро кога си млад и кога не знаеш колку работа стои зад нешто. Јас кога ја почнав оваа книга имав идеја да направам 100 цртежи и да посетам над 50 села. Добро е што не знаев колку многу има тука работа и патување, значи 2 години патување по нашите села. Понатаму добро е што не знаев какви се патиштата, дека треба да имаш добро возило за некој да те однесе, некој да одвои многу време. Јас можам да се заблагодарам само на моите родители кои што одвоја многу време, каде што јас тогаш не бев свесна колку е тоа многу време. Така да сега како магистар некој која би ми рекол да седнам и да направам ваков потфат, би рекла ова е многу работа, треба многу време, многу пари за сето тоа, меѓутоа како млад уметник не знаеш за ништо од тоа и само ти предизвик да одиш и да работиш. Така да посетив 54 села брсјачки и овие куќи кои што се во книгата, еден дел од нив веќе се и руинирани и срушени, затоа што се поминати повеќе години. Меѓутоа книгата до ден денешен е нешто за што сите ме прашуваат кога сум на интервју. Книгата во моментов не е во продажба, меѓутоа во план ми е да стапам во контакт со некој од книжарите во Скопје, затоа што има голем интерес и сега за оваа книга, иако е издадена во 2017, да се набави, а исто така планирам и второ издание на книгата, така да ќе се продолжи оваа приказна за македонските села. Сега последно актуелно е мојата самостојна изложба иконописот коренот на македонското сликарство, која што е поддржана од Министерството за култура. Имено таа е многу значајна изложба затоа што се осврнува на нашата традиција, односно на иконите и фреските од минатото кои што биле инспирација и за современите македонски уметници, почнувајќи од Попрадишки кој што од работа на икони и фрески преминал во сликање на портрети на богатите луѓе, понатаму Кондовски кој што работи инспириран од иконите, користи позлати, и Борко Лазевски со неговите мурали исто така кои што наликуваат на фреско живописот, па дури и кога одел во Мексико каде што се врвните мајстори на муралот ги убедувал дека овде во Македонија имаме традиција за мурализам. И замислете дека кога сме можеле на мексиканците да им кажеме дека имаме нешто вредно во муралот, колку треба ние да се гордееме и тоа да го поттикнуваме. Следно се подготвуваат доста проекти. Можам да најавам дека во мај или во јуни, значи на крај на мај, почеток на јуни, имам повторно самостојна изложба, овој пат во Охрид, во мојот роден град, каде што во последниот период имаше доста замерки, дека постојано изложувам во Скопје, така да конечно ќе можат да дојдат на изложба во Охрид, која што ќе биде со доста интересни дела, каде што ќе има промени на стиловите и ќе биде посветена на борбите. Борби на петли ќе бидат прикажани, меѓутоа на едно символично ниво на борбите на луѓето, кои што постојано ги има во различни форми. Било да се војни, конфликти, кавги, некако актуелно е тоа со денешното, а би рекла и со секое време, затоа што колку и да се враќаме назад, човекот секогаш бил во некакви борби. Танеска е родена во Охрид, каде завршила средно уметничко училиште, одсек сликарство. Има реализирано 11 самостојни изложби во Охрид и во Скопје, а била дел и од 73 групни изложби. Добитничка е на повеќе награди и признанија, меѓу кои грамота од амбасадата на Руската Федерација, плакета од Остен Биенале на цртеж во 2016 година, а била и единствениот учесник од Македонија на првиот фестивал за акварел во Обединетите Арапски Емирати. Изложбата иконописот коренот на македонското сликарство е од национален интерес и е поддржана од Министерството за култура и туризам.